Ајде да си поставиме едно прашање. Што всушност значи да се биде крал? Дали е тоа моќ, дали е обединување на еден народ, или можеби нешто сосема поинакво? Денес ќе се нурнеме токму во таа идеја. Ќе следиме нејзината неверојатна трансформација низ древните текстови. Од еден историски владетел, па се до една фигура која е, длабоко парадоксална. И, уште на самиот почеток се соочуваме со главниот предизвик. Оваа реченица, изречена како подбив, како провокација, всушност го поставува централното прашање што ќе го истражуваме. Каква е природата на оваа кралство и, секако, на неговиот крал? Значи, од каде да почнеме? Па најдобро е да се вратиме на самиот почеток, на првиот модел. А тоа е историскиот, земен крал, кој успел да направи нешто неверојатно, да обедини еден цел народ. Се враќаме кај Давид. Добра, ајде малку да го разглобиме ова. За да го разбереме Давид, мора да ја разбереме ситуацијата пред него. Замислете, 12 племиња, сите живеат независно. Кога имало некоја опасност, се појавувал привремен водач, така наречен судија. Ама тоа било се. Меѓутоа, желбата за постојан крал, како што имале сите други народи, станувала се посилна. И по едно, да речеме, проблематично владење на првиот крал Саул, патот конечно се отворил за Давид. Тој успева да ги обедини сите во Хеврон. Ова е клучниот момент. Сите племиња доаѓаат кај Давид во Хеврон и му го кажуваат токму ова. Тие не го гледаат само како некој силен воен водач, туку го препознаваат како еден од нив, поврзан со крв, со истата приказна. Ова е чинот на обединување. Тој веќе не е крал на едно племе, туку на целиот Израел. И тука доаѓаме до еден збор што е клучен за целава приказна. Месија. Кога го помазале Давид со масло, тој официјално го добил тој назив. Ама ова не било само некоја обична церемонија. Не. Тоа било видлив, физички знак дека Бог го избрал токму него и му ја дал најважната задача – да биде пастир, заштитник на својот народ. И покрај се, да бидеме реални, Давид бил голем крал, да, ама сепак бил само човек, со сите своји мани и грешки. Идеалот за совршен владетел, за пастир кој се грижи само и само за доброто на своето стадо, тоа останало само сон. И токму таа историска разочараност, тоа чувство дека нешто недостасува, родило една многу подлабока надеж. И тоа не носи до вториот модел. Ова веќе не е само историскиот крал, туку идеализираниот крал од надежите и молитвите на Израел. Фигура на совршена правда и мир, чиј дом е светиот град Ерусалим. Само слушнете го ова. Овој стих ја доловува целата таа атмосфера, целата таа надеж. Ерусалим не бил само административен главен град. Тој бил срцето на нацијата, место на поклонение, символ на единството и на Божјото присуство. Тоа бил градот на големиот крал, кој сите го очекувале. И тука ја гледаме таа огромна разлика, тој контраст. Од една страна го имаме прекрасниот идеал, крал кој е пастир, кој носи правда, кој ги обединува сите. А од друга страна имаме реалноста низ историјата, која, да бидеме искрени, била полна со разочарувања. Но интересно, токму поради тоа, надежта за вистинскиот Месија никогаш не згаснала. Напротив, станувала се посилна. И токму тоа е клучната поента, нели? И покрај сите историски неуспеси, и покрај сите лоши кралеви, верата во Божјото ветување била посилна. Надежта едноставно обстојувала. Еден ден, сигурно, ќе дојде вистинскиот крал од лозата на Давид и ќе воспостави вечно царство на правдата. Добро, а сега држете се, затоа што концептот сега оди на едно сосема друго, сосема ново ниво, космичко ниво. Третиот модел не е крал само на една нација, туку на целиот универзум, крал кој буквално го држи целото создание во постоење. Посланието до колосијаните ни дава една навистина неверојатна слика. Овде Христос не е само некој далечен потомок на Давид. Не. Тој е слика на самиот невидлив Бог. Тој не е само дел од созданието. Тој е оној во кого, преку кого и за кого е создадено апсолутно се. Тој е пред се друго и во него се држи заедно. Тој е почетокот и крајот. Оној што на се му дава смисла. Сега, има еден многу интересен теолошки детаљ тука на кој треба да обрнеме внимание. Кога текстот зборува за Божиот план, користи минато време. Вели,
Тој не направи способни. Тој не избави. Тој не пренесе. Како целиот план за спасение да е нешто што е замислено од вечноста. Како веќе завршена работа во умот на Бога. Ама од друга страна, кога се зборува за Христос, одеднаш се користи сегашно време. Тој е слика. Во него се држи заедно. Тој е главата. Ова е брилјантен начин да се покаже дека Христос е тоа активно, постојано присуство кое го остварува тој вечен план. Не некогаш во минатото, туку токму сега, во историјата. И сето ова не носи до последниот модел. Најпарадоксалниот од сите. Крал чиј престол е крст, чија моќ се покажува во жртва и чија круна е направена од трње. Замислете ја сцената. На крстот Исус слуша исти предизвик, одново и одново, од три различни страни. Прво од водачите, потоа од војниците, па дури од еден од злостворниците до него. Сите му го поставуваат истиот земен предизвик. Ако си толку моќен, докажи го тоа. Спаси се себе си. Тие бараат демонстрација на сила, онака како што светот ја разбира моќта. А тој молчи. И токму тоа молчење е неговиот одговор. Тој одбива да одговори на оваа провокација, да игра по нивни правила. Исто како кога бил во пустината, тој ги отфрла искушенијата на моќта. Неговото молчење не е знак на слабост. Напротив, тоа е знак на целосна доврба во Божиот план, план кој е радикално поинаков од секоја човечка логика. И баш тогаш, кога се изгледа безнадежно, се случува нешто неочекувано. Пресврт. Другиот злосторник не бара да биде спасен од крстот. Не. Тој изговара една скромна, речиси шепотлива молба, која препознава едно сосема поинакво царство. Царство кое не е од овој свет. Царство во кое се влегува токму преку смртта. Тој гледа крал таму каде што сите други гледаат само еден обичен осуденик. И одговорот на Исус, леле, тоа е врвната крајната редефиниција на тоа што значи да се биде крал. Неговото владење не започнува со демонстрација на сила, со громови и војски, започнува со едно тивко ветување за милост и рај, дадено на еден осуден човек. Првиот граѓанин на неговото царство е еден покаен злосторник. И така, по целото ова патување, од земниот престол на Давид, преку надежта за праведен владетел, па се до космичкиот поредок и на крајот до еден крст, останува ова прашање да лебди во воздухот. Ако најголемата моќ на еден крај не е да уништува, туку да простува, тогаш каква е природата на неговото царство?